civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Многу ми е драго што граѓанските организации, граѓанскиот сектор ја зема и својата обврска кон промовирање на стратегијата едно општество за сите, зашто ценам дека сите сме дале свој придонес во креирањето на ова стратегија и истата треба да биде и дел од нашите секојдневни активности, односно да биде дел од активностите на граѓанското општество. Доаѓам од една невладина организација, Асоциација за демократски иницијативи од Гостивар, која е веќе препознаена веќе 28 години за низината работа во насока на заштита, промовирање на човековите права и во последно време со промовирање на концептот на мултикултурализмот, односно разликата што ја направи Марина интеркултурализмот, зашто цениме дека интеркултурализмот е поинтерактивен во своето делување за разлика од мултикултурализмот кој е една состојба. Македонија е држава која треба да се соочи со ова, да кажем, јас го именувам тоа вредност, некој го именува како проблем. Различноста треба да ни биде цел на сите наши секојдневни работи, креирање на стратегии, политики и така натаму, зашто тоа ни е судбината. Не можеме да бегаме од овој голем конгломерат на различности, јазични, етнички, верски, цивилизацијски и така натаму. И од тука ценам дека владата е одговорна, да се должна и се обврзува да создаде овозможувачки услови за развивање на односите, на прифаќање соживот и соработка меѓу заедниците. Сигурно го слушавме и господинот Аладжозовски, кој истакна дека секогаш во овие 2 години, кризни години, средствата се биле пречка за реализирање на истата. Мултикултурализмот е скапа работа и државата треба да ја прифати ова констатација дека треба да се вложи во мултикултурализмот, било да е тоа на централно ниво, било да е тоа на локално ниво. Со поддршка на холандската амбасада во почеток, а после и со поддршка на Европската унија, креиравме 9 локални стратегии за мултикултурализам, кои се дел од кои беа прифатени од локалните совети во овие општини и дел од тие активности ги поддржавме ние со средства. Проблемот е што овие документи и не би сакал и стратегијата на владата да заврши во тоа, во донесување на истата, треба да биде интерактивна, треба да биде жива во креирање на политики и активности така натаму, зашто ценам дека од мониторингот на реализирање и спроведување на овие стратегии се утврди дека општините малку им дават значај на овие документи. Освен образованието, во кое што синергијата е поголема со локалните институции, во другите сфери малку им се дава значај на овие политики. Но граѓанските организации се обврзани овие работи, ова стратегија да ја осеќат како своја. Јас во оваа прилика би укажал на еден наш проект поддржан од ОПСЕ, кој се викаше Во едно општество против COVID-19. Настоивме овој дух на стратегијата да биде дел и од други активности, како што е надминување на предрасудите на граѓаните за COVID, што беа многу зачестени во почетокот на пандемијата, се етикетира различни етнички заедници како тие да се криви за ова состојба и така натаму, и во тоа насока успеавме да овој концептот на едно општество да го шириме и со други алатки, со други инструменти. Ги имавме овие лифлети кои ги деливме на граѓаните, направивме 1000 овие дезинфекцијски средства за граѓаните кои нашите волонтери им ги поделија во тие места кај што беа кај што се групира сите граѓани и
креиравме и убави маски во едно општество против COVID-19. Значи, креативноста на граѓанскиот сектор е голема и може да биде поинтерактивна и во потесна соработка со владата, односно разните министерства, се со цел ова стратегија да биде малку по-жива материја, да не биде, зашто во некои услови, во некои прилики ова стратегија се гледа како вредност на една политичка партија, која беше поактивна во донесување на истата. Ценам дека е извршен документ, но истата треба да биде прифатена и од другите политички партии, треба да биде прифатена и од другите од сите етнички заедници, се со цел да не завршува. Има случај кога обично националистичките кругови го викат, го именуваат во пежоративна смисла, како што беше мултикулти во едно време, како пежоративен збор, така да не дозволиме и ова стратегија да прерасне во таков објект на исмејување. Во другиот дел би сакал да зборам малку по-конкретно за заклучоците и препораките што ги направивме за интеркултурализмот на локално ниво, зашто поврзаноста со централните политики е слична и можеме да сами да влечеме паралели кои ни се конкретните проблеми на локално ниво. Сега, политиките што се за унапредување на правата на заедниците не нужно продуцираат односи на соживот и дека без континуирано развивање на интеркултурните капацитети кај заедниците, зашто може од тоа, ако не ги развиваме интеркултурните капацитети, можеме ова добра намера да создава и поделени општества, како што е примерот и во многу случаи во Македонија. И од тука ценам дека треба етничките заедници и разните политички фактори и засегнати страни да ја преземат одговорноста за можните сегрегации, зашто обично при интервјуа и работа во групи се укажува дека ние сме окей, другата страна обично е таа која спречува мирољубиви односи во една општина. Сенам дека пред изборните коалиции, политичките партии, зашто сме утврдиле дека политичките партии се тие кои токму влијаат врз ова чувство и овој став дека одговорноста за сегрегација е кај другиот. И од тука предизборните коалиции ги како да кажам, ги минимализираат делбите во етничките групи и од тука треба да се настојува овие политички пазарења, односно коалиции да се формираат предизборно, за да не бидат после етничките групи предмет на пазарење меѓу политичките партии. Исто така ценам дека едно од клучните проблеми во однос на меѓуетничките односи е поголемата социјална дистанца и сегрегација кај возрастните и кај младите луѓе. Од тука треба содржини да се ублажи овој јаз меѓу младите. Во ова насока би истакнал и решителноста и на Министерството за образование и на другите чинители во општеството да ги прекинеме сегрегациите во училиштата. Разните етнички заедници да не учат во разни школи и во разни смени. Значи, ако не сме толку храбри да се зафатиме со оваа проблематика, мислам дека ова ќе ни се рефлектира и во нивното формирање на децата со такви предрасуди и делби. Се истакна неколку пати, комисиите за односи меѓу заедниците, од големото искуство, повеќе годишно искуство со овие комисии, ценам дека истите треба да бидат предмет на еден нов собствен закон за овие комисии, зашто како што се воспоставени сега со една реченица во законот за локална самоуправа, не се доволни и не гарантираат дека
тие комисии за односи меѓу заедниците ќе бидат ефективни. Од тука добра е за поздравување желбата на општините да се формираат вакви комисии во тие општини кај што со закон не им следува да се формираат, значи тоа е добро, но од друга страна треба општините работата на овие комисии да ги опфатат во нивните годишни буџети и нивната администрација треба да им биде во поддршка за одржување на редовни активности и на заекнување на капацитете на овие комисии. Од тука треба да се зајакне соработката со ЗЕЛС, која со години се бави со креирање на курикули, обуки и разни прирачници за овие комисии, како да бидат поефективни, како да се формираат овие комисии, се со цел овие комисии да бидат како смирувачки страни во можните меѓуетнички тензии во општините. Ова е тоа најважното што сакав и треба да се направи повеќе напор за да се обезбеди вклучување на помалите етнички заедници во сите аспекти на дизајн и спроведување на иницијативите на локално ниво. Ова во кратки црти беше моите предвидување во насока на надминување на состојбите, но да не заборавам и руралните општини, кои се во неповолна положба за остварување на нивните стратешки цели. Сегрегацијата на физички оддалечени етнички сегрегации локални заедници ја попречува можноста за здружување на граѓаните од различни етнички заедници. Организирањето на заеднички настани е потешко, особено со поглед на ограничените финансиски средства за нивната реализација. Од тука доаѓам во првата констатацијата од мојот прв дел, кај што реков дека ова е скапа работа и треба малку повеќе да се размисли за финансиските импликации да бидат поголеми во разни области на стратегијата. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.